најубав начин да го започнеме секој утро со Господ за мене е да кажам што чувствувам за Господ. И нема подобар начин да го кажеш тоа, освен ако искрено и со јасен и чист глас го кажеш тоа. А тоа е, го сакам Исус. Го почитувам Исус. Се подчинувам на Исус. Се покорувам на Исус. Се радувам со Исус. Исус е мојот Господ и Спасител. Исус е прв и последен. Исус е Алфа и Омега. Исус е почеток и крај. Исус е оној што бил. Исус е оној што ќе биде. Исус е оној што е. Ова утро со нас е Исус Христос преку Духот Свети. Фала ти, Душе Свети, за Твоето присуство. Фала ти за Твојата љубов. Фала ти за Твоето водство. Фала ти за Твоето разбирање. Јас за себе можам да кажам дека немаше да сум тука и немаше да сум ова што сум, да не беше Исус Христос. Исус ме најде во болница во Лондон. Бев на умирање. Многу сериозно болен. И ми кажа, јас тебе те барам. И јас во тој момент не сватив што значи тоа. Јас тебе те барам. Но после сватив, и тоа ми дојде многу убаво на душата. А тоа е дека тој мене ме знаел. Исус мене ме знаел. Томче, никој ништо од Скопје, кој беше отишол во Лондон затоа што државата ни се распаѓаше, кој што не сум имал ни на крај памет дека ќе завршам во болница, Исус Христос ме најде, рече, јас тебе те барав и уште повеќе од тоа ме исцели. И тоа е многу убаво исцелението, прекрасна работа. Ама, има нешто поважно. И ми требаше едно време да разберам тоа, што е тоа поважно. Поважно од тоа е бивањето ученик на Исус Христос. Кога Исус ме прифати да бидам негов ученик. Кога ме повика, затоа што сите знаеме, верувам дека секој ден од нас тука направил добро дело на некој сиромав што немал, можеби просел на улица му дал некој денар, можеби немало друго му купил гебрече или лепче да касне нешто, нели, можеби му помогнал на некој начин. Но најдобра помош за секој еден човек е ако му дадеш занат, би рекла стари. Ако го научиш да истрае, да преживее, да победи. И тоа е што Исус Христос ни го вели за цело време на сите нас. Научи да истраеш и научи да победиш. Против што да победам и што да истрајам и како? Најголем непријател на секој човек, непријателот, ја обично го велам, е ѓаволот. Тој ни доаѓа со лукавства, со лажги, со измами, со обмани, со гордост. Гордост, јас сум поголем од некој, од другите. Со дискриминација од вид. Ово е само обичен човек. Или национална дискриминација. Или по било која основа. Ништо од тоа не е од Господ. Ништо од тоа не е од Господ. Се што е од Господ е дека Господ сака искрени, добронамерни, честни, негорделиви, нелукави луѓе, кои што си го знаат местото во Царството Божие највеќе од се, а после и во општеството. Оти има на едно место многу јасно вели, што ќе ми ако се придобиам, а се изгубам душата. Ово утро верувам дека по Божја промисла ќе
прочитаме од параболата за каколот, која што се наоѓа во Матеј, 13 глава и 24 стих. И вели Исус многу често поучува со параболи. И друга парабола им кажа велики, царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Исто е така и мене, моите намери се добри, моите намери беа најдобри. Вика, човекот посеал добро семе. Но додека спие луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. А кога израсне растението и донесе род, тога се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на Стопана, му рекоа, Господаре, па нели ти добро семе посеа на нивата своја? Од кај се јапува и какол во неа? А тој им рече, непријателот го направи тоа. Слугите пак му рекоа, сакаш ли да одиме да го искорениме сето тоа? Но тој им рече, не, да не би, корнејќи го каколот, да искоренете заедно со него и жито. Оставете, нека расти едното и другото, заедно до жетвата, и за време на жетвата, ќе им кажам на жетварите, соберете го најнапред каколот и врзете го по снопови да изгори, а житото приберете го во мојата житница. Значи, многу е важно да во својата нива, ние можеме да кажеме во својата личност, разбереме кој е што од каде доаѓа. Дали е тоа од Господ, дали е тоа од луѓе, дали е тоа од непријателот. И кој добар пример подобро да се поучиме, има ли подобар пример од кого да се поучиме, од колку што од Исус Христос? Како Исус Христос прави со тие работи? Дали кога од религиозните тогашни работници во општеството, кои го отфрлија, го прогонува, го омаловажува, го плука, уште пред да дојде на крстот, дали тој застана да им враќа со иста мерка? Исус не застана да им враќа со иста мерка. Дали кога дојдоа, сигурни бидете, дека на сите ни се случило, верувам, и мене ми се има случено, кога ќе дојде непријателот, кога ќе тропне со парите, дали се обидоа да го подкупат и дали тој рече, добро, за 100 денари ќе се продаа, како што имаме примери во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет, кога Јуда му дојде помисла од некаде, од нигде, никаде ја велам, ама од непријателот, му дојде помисла дека ова Исус нешто не постапува добро, дека за малце пари ќе го продадам оно што е живот и живот вечен. Или уште полошо од тоа, во Стар Завет читаме, со Балаам и Балак, кога го викна царот на непријателите на Израел, дојди да ми ги проколнеш овие моиве непријатели, изгледа дека се моќни, не знам што да правам, не знам како да постапам, те молам дојди проколни ми ги непријателиве. И он рече, добро, ајде да видам, да се консултирам, да прашам Господ што ќе каже. Бидејќи зашто? Затоа што тој служеше од Господ. И што му каже Господ? Тие ми се мои луѓе. Господ истото го вели за нас, тие ми се мои луѓе. Сите овде, ние сме наши луѓе, негови луѓе, Господови. Тие ми се мои луѓе и не можеш нив да ги проколнуваш. Грешка правиш. И тој им каже, им каже на тие што дојдоа на гласниците. Господ рече дека тоа е негов народ и дека не може. Ама непријателот во неволја, вика што да правам, чекај, ќе му пратам побогато облечени луѓе, подобро крунисани со секакви, со наметки, со злато на нив се, да му текне дека ќе прими печал. Ама Господ што рече? Господ не се го менја и умот. Господ не си го менува умот дека добро сега може. Не може. Значи Господ која рекол дека овие што веруваат во Него, во Исус Христос, кој Исус Христ ги спасил, се Негови, тие се Негови. Каде е разликата? Разликата е кога ќе дојде непријателот, кога ќе ти посее во умот
сомнеш, напиш ако мислие за себе. Се сеќавам, имаше во еден, многу беше смешно, во Португалија доаѓаат туристи од Англија и вика, сите овие странци ве чудно се однесуваат. Друже, ти си странец, си дошол од друга земја. Значи, смешно ова со енглезите, англиски хумор. Поентата е ова. Ако си во Царството Божие, однесувај се соодветно на Царството Божие. И каде го пишува тоа како и што треба да правиме? Го пишува секаде во Библијата, во Новиот Завет, и го има јасно и гласно кажано кои се работи кои што ние не треба да ги правиме. Значи, едно ова го кажавме. Немој да ги колнеш Божите луѓе по никоја основа. Грешка си. Ама некој во месопна има секакви луѓе во црквата, као што овдека има жито и трева, што личи заедно од почеток исто е, има секакви луѓе, овој ме сопна, овој ме турна, овој ми зема, овој ми направи. Што ти вели Исус Христ? Да бидеш ист како Него? Не ти вели да бидеш ист како Него, ти вели и биди како мене, биди мој ученик. Зашто? Затоа што Исус има зборови за живот вечен. Тоа не е суета, не е цинизам, не е сарказам, не е иронија. И зашто тоа? Еве ќе ви кажам еден најмногу едноставен пример. Ако Господ дојде да искористи било кој човек да дојде и да рече, ако имаш проблем со здравието, на пример, и да рече, ти, Томче, знаеш што? Господ сака да бидеш здрав, сака те исцели. И замисли се, кој ти го владе умот? Значи, ке дојде сарказно, ке се, бе, сака да ме исцели. Или иронија, или цинизам, ке освърши како, не е тоа може, знаеш, ја ќе бев она, не знам што, сите тие работи ти го прават умот да не веруваш. Значи, тоа не е од Господ. Единствен начин да угодиме на Бог е да му веруваме и да правиме тоа што не поучува да го правиме. Значи, ние сме ученици на Исус Христос. Нема поголема награда од тоа да бидеш ученик. И кога бели Господ на оној што победува, во Откровение во сите цркви, кои што апостол Јован ни ги даде, затоа што Отецот рече преку Исус Христ му ги даде. Да ни каже на сите. На оној што победува, тоа сме јас и ти. И над што победува? Значи победува над лукавствата, над лакомствата, над осквернување на светоста, победува над секоја работа која што не е од Господа, што секојдневно те сопиња и доаѓа преку било кои други луѓе на еден друг или трет начин или директно ти доаѓа во умот, тоа треба да се надвладее во име на Исус Христос. И тоа вели на оној што победува. Знаеш зашто вели на оној што победува? Вели затоа што ти можеш да победиш. И секоја друга алтернатива, секоја друга опција која ќе речеш ти, ама ќе резонираш, поинаку ќе рационализираш, рече, ама знаеш што, ја од онде сум, пример, јас сум од Скопје, ја не знам што, кај нас е тешко или секако. Тешко е! Ама подоброто од тоа е што Исус вика дека можеш да победиш затоа што ни вика на оној што победува ќе му дадам награда и не е тоа само живот вечен. Значи тебе ти е даден занат, умење, разбирање, постапување со кое што ти имаш право на ѓавол да му кажеш не и доста и нагоре тука во име на Исус. И тоа е можно, освен ако ти мислиш дека не е можно. Ако ти мислиш дека не е можно, не е можно. Зашто не е можно во тој случај за тебе? Затоа што си поверувал на лажгото. Ако си ти убаво девојче, не знам как се извини, за пример ке да земам. И ако ти си знаеш дека си убава, знаеш која си, што си, и ако дојдеш се напријател, ти вика, не си убава, вака стаи, не знам, некои там малки, и овие што ставаат пуши по 500 такви. Ако му поверуваш, ќе си рече, стварно не сум убава. Значи, зимам многу едноставен пример, за да, нели, можеме да кажеме тоа за здравје, за умење, за самодоверба, за самоконтрола, за самопочит, за самодисциплина. Не
постои работа која што не можеш да совладаш ти ако си вистински со Исус Христос. Постои погрешно верување, понекогаш и човечке, и тоа не е за осуда, и Господ Исус Христ не сака никого да осудиме. Ја не можам никој да осудам, овде пишува јасно и гласно во оваа парабола, Исус не учи се параболи. Исус Христос не осуди никого, на никој начин, единствено те осудува твоето незнаење, твојата непочит на зборот Божи кој што Исус Христос го дава, а ти гледаш на тој другиот и не знаеш зашто. Кој човек кој што е благословен од Господ Исус Христос, кој што го примал Духот Свети, кој што го разбрал Евангелието на Исус Христ, ќе се осмели и ќе рече, не сега ми треба ја од ѓаволот да примам. Значи, дали е тоа гордост, лукавство, лакомство, сексуални перверзии, не знам што, секакви глупости. И зошто ти е тоа? Што тоа ќе ти придонесе? И како? И ќе ви кажам, никако нема да ви придонесе за ништо добро. Имав еден пријател од во еден период во Скопје бевме со дипломатскиот хор таму, многу дипломати имавме во заедницата, кога бевме во Интернационална црква во Скопје. И амбасадори доаѓа покрај другото, сакам само да ви кажам дека, значи, еден од тие дипломатите и ме вика, слушај, ми резонираше као некои работи кои што беа на граница, не отиел ми викаше, слушај го ѓаволот, што не сакам да слушам ѓавол. Ако ми излажа да не знаме тоа, окей, тоа е друго, ама не сакам да го слушам. И тогаш баш му рекол, друже, што има непријателот да ми даде мене, кое што е подобро од она кое што има Исус Христ да ми го даде? И ви кажам, ништо. Зашто? Затоа што Исус Христ има живот вечен. И тој живот не почиња кога ќе умрам ја стана. Овде кај јасно кажува, тука се оние добрите, житото, и тука над тревата, што станува потски и што е проклето. Тука се. Ама мене ме одредува седењето на Исус Христос. Каде ќе завршам и што ќе правам. Значи, ако погледнеме на животот на Исус Христ и неговите, што гледаме? Нема омраза. Исус Христ ни кажува во Откровение, во Словото за црквите ни кажува, има кои што не ги почитуваме, што не ги сакам. Нема омраза за луѓето, има омраза за гревот. И кои се тие? Оние што влегуваат у сексуални нечестности по црквите, Николаите да ги викаат тие од тоа време беа историски, така знаем. Значи тие дела. Исус вика, не сакам кога има некој од вас кои што се покоруваат на духот на Језавела, тоа нели врачарката, гатачка, нечесна, злонамерна, противна на духот Христов. Имам против оние што се представуваат верници, а не се, пикнати по црквите цица. Имам против тие. За мене е многу јасен знак. Разбирање и благодарен сум на Господ. Немам толку зборови да кажам колку сум благодарен, кога ми го откри сета тоа, дека не гледаме на тие другите што изгледа дека се просперитетни, а дека ете ти се мачиш, као полесно е. Полесно е да бидеш нечестен. Не е полесно. Единствено е полесно да си нечестен ако немаш совест. Ако нема Дух Свети во тебе. Поучи се, бе молам, поучите се. Дека најдобро нешто што може да се случи во животот на било кој човек, млад или стар, машко или женско, било која националност, било која раса, е да постанеш ученик на Исус Христос. Кога Исус ќе ти рече на оној што ќе надвладае, на оној што ќе победи, на оној што ќе успее да го порази злото, ќе му дадам, значи дали е тоа здравје, живот вечен, што и да е, како и да е, ќе му дадам, тоа значи дека Господ не е човек да лаже, тоа значи дека е така и тоа е вистина и ти тоа треба да спроведиш во својот живот.
Алтернативата што е? Ѓоко е висок, оно е низок. Оно е дебел, оно е слаб. Оно е ухрал, оно е зел, оно е дал, оно е не знам што направи. Ова е женско, ова е машко. Гледаме што се случува во светот. Си спомешал и не знаеш веќе. Тие со бради толкави, облечени у женско. Значи, вредностите се распаја и вредностите се распајаат само по една основа, затоа што непријателот успел да им се фати за умот на некои, нарочито на оние што влијаат во општеството и сега одеднаш дојде во култура. Па добро, слобода е убаво. Љубов за ближниот е Исус Христос. Ама сега па шибурдук дека секој еден треба да му дозволи се живо да биде животно се женал со животно, се оженил со кукла, се омажил за не знам што, машко, женско, што е, кој е, каде, абе имаш јасна природа, еден човек, мисионерот тамо од, неважно, од странска земја, ми вика, абе керка ми вака и вака. Вика, што да правам? Што да правиш? Нека застане пред огледало, нека се види. Машко си или женско си? Да се поучиме од Исус Христос, да молам разберете. Нема подобра мудрост од онаа што Исус Христос не дава. Нема подобра љубов од онаа што ни дава Исус Христос. Ве молам разберете и примете го тоа слово и практикувајте го во својот живот. Она што Исус Христос ни вели во Евангелието, во црквите, во се живот. Најважно од се. Ве молам разберете. Што рекол Исус Христос? Што рекол Исус Христос и што рекол Исус Христос за тебе? И што рекол Исус Христос за непријател? Што рекол Исус Христос воопшто? Секогаш ти вика, имај љубов. Имај љубов. Исус е наречен вистини, праведен, вистинит и верен. Ете ти го потоказат. Идејќи навака ме праша и овај гостино баш. Слушнав рече кој идевте навака колата нешто ви имавте проблем да дадете навака. И имавме еден проблем кој што не беше голем проблем, а беше проблем за тоа што бара мајстор. И како и да, застанавме на место кај што имаше паркинг до патот, таму ни застане колата. Преку улица имаше едно ресторанче во кое што јас не знам колку пати сум бил навака на ке Охрид и никогаш не сум застанал. Сум го уважил, сум го видел. Добро, се јавивме на мајсторот за мојот мајстор за колата, ваки имам рече една птичева ќе дојде, ќе се чуеме, оме се чудно се разбавме, окей. Умеѓу време сега леговме таму, се напивме кафе, позборевме за Господ. И за мене, веднаш, ја разбирам таа пораката. Што е пораката? Не туку ги одминувај тие што секогаш ги одминуваш, туку влези, поздрави се, речи добар ден, биди љубезен, покажи им од се љубов. Не чекај тој прв да те засека тебе. Исус не научи, бе човеку. Исус прв не засека. Покажи човечност, покажи љубов. Немој да бидеш лош пример затоа што за себе си лош пример. Ако за себе мислиш ниско, надвор манифестираш дека е ниско. Ти не можеш да мислиш за себе високо, тоа е погрешно да си горд. Ама исто погрешно е да мислиш ниско за себе. Зашто да мислиш ниско за себе? Зашто? На основа на што? Еден познат пророк, много познат, и добил од Господ визија да не разложам громко и се одважил да го пророкува тоа, да прорече тоа што мислел дека треба да го прорече. И ѓаволот му се манифестирал и му рекол, ако ти тоа го проречеш, јас тебе ќе те убијам. Тој, ти можеш ме да ми кажеш, јас имам друг газда, мене ми е Исус Христ Господ. Не ти ќе ми кажеш што. Како и да, завршил на небо. И оди кон Исус, и Исус го сретнува
И за секој вода ја кажам, ова ми е клучот на оваа приказна. Кога Исус го виде, и сега човеков објаснува од своето искуство како било, вика, кога Исус ме виде, ништо друго не ме рече. Само ме рече, дали научи да љубиш? Дали научи да имаш љубов? Оти, што кажува сега тоа? Што ни кажува тоа сега? Дали научи да имаш љубов? Ке речам, овој ме уби. Дали научи да имаш љубов, значи дека кога си во љубовта Божја, имаш превласт над секој непријател. И да ја имаш и ти таа љубов повеќе тогаш, зашто ти си пророк, окей, супер. Пророк е добро. Пророкувам, Павле вика, пророкувајте, стремете се да пророкувате. Проречи го Словото Божје. И во Откровение пише, Откровение, ама вика, прорекувај на Јован. Значи, тоа е одлично. Дали научи да љубиш? Дали научи да имаш љубов? Дали научи да имаш љубов? И знаете што е според Јован, за мене дава најпрактична примена за љубов? Значи, тоа значи да изигнорираш се друго. Значи, имаш ти прилика некого да го осудиш, да го оцрниш, да го обвиниш, ти погрешил, те повредил. Имаш ти тоа? Мета љубов, вика Исус Христ. Јован сватил љубов. Што е љубов, вика, избираш ти поинако да размислиш у моментот, поинако да постапиш, поинако да се однесеш. Избираш да не го видиш црното во братот или сестрата, избираш да не се навредиш од навредите што ти кажа децата или таткото, мајката, роднините, учителите, тие на работа со кои што работиш, избираш по собствен избор, затоа што имаш право, имаш моќ, имаш можност, имаш сила и Исус Христ ти вика на овие што ќе победи. Ќе му дадам. Што ќе ти даде Исус Христ? Може да ти даде се. Не постои една работа што Исус Христ не може да ти даде, затоа што е Господ и Господар на сите. Се што стана, ништо не стана без да стане преку Него. Во почетокот беше Словото. Словото беше во Бог. И Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бог. Исус Христос. И тој е твој сојузник, тој е твој застапник, и колку не е добро за тебе, кога твоите мисли, однесувања, размисли, се што правиш, ќе ги базира на тоа, на огорченоста од непријателот, што ти ја дава тебе во умот ти гнезде, огорченост. Чекај бе, зашто? И што е придобивката? Зашто? Он е големиот цар од книгата на Данијел. Вика Бог, јас те постави. Владе, гледа, се шета, вика, се шета на терасата у големиот град, на најбалото место, Вавилон. И одеднаш, запомни, одеднаш, доаѓа помисла, сето ова е ради мене. Се е ова затоа што јас сум многу голем. Се е ова зашто јас сум многу добар. Многу си добар. Вика му порасна ногти, стана животно. И да се вратам на онаа, со години беше животно, додека милоста Божја не е добро, додека не најде начин да разбере, чекај бе, се од Господ, не сум јас големиот. И да се вратиме на онаа приказната од Балам и Балак, вика, магарето му се жалија, бе, што ме тепаш, нели, он тргна сега пророќство, ќе дава проклетство на друг начин, лукаво, со лжење, као се правам пријател, ама крк од позади ножа, и оди, нели, со магарето, и магарето гледа дека пред него има ангел Господа со ножот во раце, и го гледа тоа и се трга полево, се трга подесно, а овој слепец, пророк, слепец не гледа. И на крајот магарево немајќи каде, зашто овој спремен да го убие, нели со ножот, нема каде се удира во оградата и му изгрева ногата на пророкот. И овој пати го тепа, вика, шо ме тепаш? Проговори магарето. Кај слепец еден бе, магарето знае подобро од тебе за Господ. Не туку ми се прави некој.
нарочито во моментот кога, ако си слушал Господ, си знаел Господ, си го знаел Господ, и избираш сега за пари, за корист, за секс, за што е да оствари светошта Божја. Зашто? Зашто? И одговорот следи понатака, се случи кога Израел победи, кога ги испубија сите лошите непријателите, ако по, значи, Божја волја. И тој загина со нив. Од другата страна, значи човек кој што го знаеше Бог, кој Бог му зборуваше, на крајот не се најде загина на другата страна. Параболава ни вели овдека до крајот. Остани верен до крај. За кого е тоа да останеш верен до крај? За тебе и за мене. Остани верен до крај. Затоа што има што? Јас кажував, денеска малку те спомнав и минатиот пат кажував, дека од детството имав често болести. Имав проблеми со бубрези. Ви кажав, бе во Лондон болница. Млад, ама проблеми со здравје. До моментот кога разбрав, научив дека Исус Христ победи за мене, покрај за другите победи за мене. Дека Исус победи секоја болест, секоја инфекција, секој грев што ние можешме го направи да го разреши. Дека Исус Христ ни даде начин како да бидеме здрави во случајот. Значи, моето здравје сега на оваа возраст, јас имам сега 64 години, имав постирано неодамна на Фейсбук на шега, игра фудбал со млади луѓе. Игра фудбал! Чи дали ја можам да трчам кој некој со 20 години? Не е прашањето. Прашањето е, кажувањето е, дека јас сега сум здрав на тој начин, оздравен, исцелен, со Божјата милост, кој еден дел е Духот Свети да исцелува цело време, ама другиот дел е научив, станав ученик, научив да победувам. И ќе ви кажам, значи јас доаѓам од таква позадина. И ќе ви кажам, нема да ми се правиш паметен дека не може тоа. Тоа може, може би во твој случај не може затоа што ти не знаеш поинаку. И тоа се должи на непријателот, а не на Исус Христос. Најгоре од секој ќе го обвиниш Исус Христос за твоите неуспеси. Исус Христ не ти е крив за твоите неуспеси. Мене Исус Христ не беше крив за моите неуспеси. Јас не знаев подобро. Зашто не знаев подобро? Ја немав таа слободата на мислите, на размислите, знаењето, сознанието дека Исус Христ е Господ. Кој е мој Господ? Кој мене ме најде, ме избра тамо кај што не можев ништо, значи имавме без дозвола за работа, под кирија, со едно дете, жена ми трудна со друго дете, без помош, не може да кажеш, дај трајко, петко, дај некој динар, до први пак ќе се снајдам. Не, ништо нема, има само еден Исус Христос. Никој друг не се манифестира, само Тој. Само Тој. И затоа ве молам со вашиот стил на живење, со начините на размислување, со се разберете дека друг нема. Друг начин нема. Застанете оние што ги одминувате, благословете ги во име на Исус. Ако не биле тие коректни, ти биди коректен и тука ти не си у загуба. Луѓето ќе речат, ти е све вака, ја коректен и као дека си у загуба. Не си у загуба, у придобивка си. Затоа што Исус те сака. Денеска до млади да, не знам, името некако ништо, Исус те сака. Исус те сака. Секој ден од нас не сака. На некој од нас ни треба да чуеме дека Исус не сака. Најлесно од себе да бидеш да наоѓаш мани. Свенечини. Чекай бе, друже, sa кој очи гледаш? И кој ти го раководи умот и зашто не можеш да го видиш Исус Христос се? Затоа што Исус е Господ на сите. На сите. Обични, мали, големи, прости, сложени, јаки, богати, не знам што. Кој сака нека биде. Исус е на сите. Да му даваме место на славото. Ве молам. Дајте му место на славото како што е. Кога ќе погледнеме надвор што е најважно во очите на другите,
и како ќе, поготово вие млади, како ќе направам мојата животна филозофија. Вклопи го Словото во својот живот. Благословени се едноставните мири. Благословени се. Видите и вие благословени. Секој еден. Татко Небесен, ќе се молам сега за... Ќе се молам за Духот Свети да допре секој ден на нас. И ако после тоа чувствуваш дека ти треба молитва, победи слободно излази надвор или како да се молим. Татко Небесен, ти благодарам за секој еден од нас. Ти благодарам за секој еден од нас. За младите и старите и оние у средина, за овие што не се од Македонија и за овие што се од Македонија, за тие што работат и не работат, за секој еден овдека на било кој начин, Господи, кој што те познава или ти, Господи, си го избрал да те знаат, тој се уште не те знаем тоа што треба. Се молам за секој еден, Души Свети, допри ги сега. Допри се до секој еден од нас. Допри се, Господи, допри се и тоа на оние места каде што сме повредени, каде што не разбираме, каде што умот не ни работи како што треба. Допри се, Господи, допри се. Направи таа убава конекција меѓу умот и срцето, Господи. Зашто ти гледаш на срце и ум кој што е во склад со тоа срце кој што чука како и твоето срце. Допри се, Душе Свети. Допри се. И земине секој еден од нас по Твоја детална контрола, Господи, детална контрола. По Твојата детална, прецизна, конкретна контрола, Господи. Да не дадеме место за било кои други негативни плодови, дали сте боцки или што е да. Алелуја, слава ти, Господи. Се вели дека понатака во параболата за сејачот и семињата се вели дека многумина, и многумина го имат речено ова, не е моја измислица, многумина во црквата се оние кои што паднале во боцки трни. Сенчињата кои што паднале во боцки трни. И што се тие боцки трни? Тоа се грижите. Грижи за светот, грижи за ова, грижи за ова. А кога Исус Христ јасно ни вика, за ништо не грижете се, но најпрво од се барајте во Царството Божие и се друго ќе ви се придоде. Тоа е вистина. Тоа треба да веруваме. Со ова ќе завршам проповедта. Нека Господ ве благослови. Исклучително многу и тоа ќе што највеќе ви треба. Амин. Амин.